Синдромот на дефицит на внимание и хиперактивност или АДХД е состојба на ментално здравје која се манифестира со одвлекување на вниманието, хиперактивност и импулсивност до тој степен што тие го попречуваат секојдневниот живот на една личност. Михаела Трајковска има 22 години и живее со АДХД. Уште пред стручната дијагноза, таа самата ги препознала симптомите кај себе. Како поим го дознав, во 9 оделение некаде да гледав едно видео што објаснуваше за децата како губат фокус додека се на настава, нели ќе падне молив, па ти го гледаш моливот, не го гледаш професорот, се дешава нешто надвор и ти гледаш поише надвор отколку што го гледаш професорот. И така почнав да ги читам и другите дијагнози, да речем, кои што спаѓаат во спектарот на АДХД и сватив дека ја ги имам сите од горе наведените, да. И после доста години, мислам дека лани или предминатата година го направив тестот во когниција што е за АДХД, колку само да им докажам на моите дека не е тик-док болест и дека не е нешто што сум го прочитала на интернет, туку дека стварно постои и одредени работи се објаснуваат од заминатото, за моето детство, за тоа дека не сум била неодговорна и неприсутна и дека не е нешто што ја го контролирам, туку едноставно е посилно и тоа ме контролира мене. Мислам дека наследно го гледам и кај многу пријатели, кај многу блиски од семејството. Семејството па малце можеби имало моменти кога сум растела, кога било хаотично, зашто мајка ми била таа која што постојано зборувала. Луѓе со АДХД не сакаат многу да им збори, зашто секако се стресирани. Например, се ми седни учи сега. И ти секако го одложуваш тоа у глава и си викаш 15 минути, ако некој во рок од тие 15 минути те потсети пак дека треба да учиш, значи го пролонгираш за наредни 15. Симптомите, вели Михаела, се појавуваат уште во најраното детство. Расејаност, тешкоти со фокусот и чувството дека постојано каска за другите. Има два вида. Едниот е инатентив, односно јас би ги кажала физички, психичко АДХД. Едното е дека губиш фокус во подолг муабет, освен ако не е муабет што ти си го иницирал или што ти е многу интересен и многу сакаш да збориш во тоа, ама таму доаѓа другиот проблем, па многу често ги допираме соговорниците или некој кога збори ти му улетуваш во збор. Постојано, например, доколку треба да седиш негде повеќе време, си ги чепкаш прстите, си климаш ногата, па главата, па се преместуваш од едно место на друго место. Ако нешто не те интересира, многу ти е тешко да се фокусираш, да го слушаш. Например, предавање од професор што не ти е интересно или не ти е во спектарот на моментални интереси, пошто си имаш нормално други интереси во глава, секој ден различни и многу е тешко да испратиш некој муабет од почеток до крај. Кога конечно ја добива потврдата дека има АДХД, наместо страв, чувствува олеснување. Тоа ми потврди дека не сум само расејана, ниту дека не ги слушам луѓето кога ми зборуваат, како што често ми забележуваа родителите, споделува таа. Па јас немам воопшто страв, пошто ви кажав дека ја знаев, ја бев таму само за да си го потврдам мојот став кој што го имав од претходно. Нема страв, баш е олеснување, зашто знаеш дека го имаат и другите, знаеш дека има на некој начин лек, дали е по пат на терапија или по пат на когнитивна терапија. Дијагнозата станува почеток на нов пристап кон секојдневието. Михаела почнува свесно да работи на својот фокус и на организацијата. Доцнењето е најклучната, иако, например, за да бидам присутна, например, на времено овде, јас станав од 9:30, за да можам да лежам, за да можам да едноставно да си го имам целото време и на крај пак ја почнав да се спремам час и половина пред да треба да сум овде присутна. Едноставно немаш реална перцепција за тоа колку представува минута, колку представува час, некогаш е повеќе, некогаш е помалце. Постојано си во хаос, си оставил нешто на едно место и фотографската меморија ти е добра, ама не дај Боже некој да ти го премести од тоа место и тој да има АДХД да не знае кај ти го ставил. Полагањето испити е еден од најголемите предизвици за луѓето со АДХД, но таа учи дека со јасен и прецизен план може успешно да се справи. Полагање на колоквиум, што нормално учењето сум го одложувала до последниот ден и последниот ден имаш нака хиперфокус, секогаш па тоа е еден начин на
лична тортура која што си ја правиме, зашто знаеш дека ќе го средиш тоа нешто во последниот ден и дека тоа ќе постои во твојата работна меморија, додека не заврши колоквиумот, секако после тоа се испарува од глава, ама моментот дека памтиш се, огромен материјал, ми се случувало да читам и по 100 страници во еден час, кога морало, сум знала дека морам да го направам тоа, ама на некој начин е исцрпување на мозочните капацитети, и секој пат леле, ајде следно нема да го правам ова, ќе си распоредам, да. Сега можам да се пофалам дека за претходниот колоквиум учев една недела пред, не беше се оставено за ден и учев по 2 дена, така малце беше распределено. Така да мали чекори, ама еден ден може ќе биде и подобро. А успешен ден е кога од претходниот ден ќе си ги наместам работите и точно знам како дете кога оди на училиште, утре го носам тоа, тргам за тоа и спремањето доколку знам каде ми се сите работи може да трае 15 минути. Поддршката и разбирањето најчесто ги добива од луѓе кои поминуваат низ слично искуство. Па сите околу мене имаат АДХД и се дружам само со такви луѓе, искрено. Да, и се разбираме, више почнавме и да, значи, не го прекинуваш некому муабетот, ама после тоа се цнуваш, зачекуваш да каже нешто, па го дополнуваш, а со луѓе кои што го немаат, мислам дека има како шок. За Михаела, АДХД не е само предизвик, туку и потенцијал. Луѓето со АДХД, вели таа, често имаат многу таленти и силно развиена креативност. Луѓето со АДХД обично имаат хиперфиксација за одредено хоби, додека не го исцицаат тоа хоби до максимум, после тоа бараат нешто друго. Ја имам многу добра меморија и баш заради тоа како стигнавме до овој муабет, памтам се што било кажано и што се случило. Имам добра фотографска меморија. Се сметам за креативна и импулсивна личност. Сум имала доста хобија во текот на годините. И дебата, глума, сите работи кои што барале импулсивност и интерпретација со цел да АДХД-то ти биде онака како супер моќ во моментите кога треба да си креативен и спонтан, поготово не знам кога имам дружба со креативци, ние постојано забавно за секој избор имаш по некој мим, по некоја песна што ти се врти. Едноставно луѓето со АДХД се интересни за да се дружиш со нив и спонтани, само тешки се за планирање, зашто може по планот, без разлика што оди се по планот, да некој не е дента баш расположен, зашто и тоа е лош момент што не го спомнав преска, чувството на задоволство. Скоро никогаш не си задоволен и покрај завршувањето на некоја работа. Незината приказна е потсетник дека различноста не е слабост, туку сила, кога ќе научиме како да ја разбереме и да ја прифатиме. Невниманието и хиперактивноста се најчестите типови и симптоми на АДХД. Кај возрастните се појавуваат истите 3 типа на АДХД како и кај децата, но симптомите од секој тип понекогаш може да изгледаат различно како што поминува времето. АДХД, едноставно кажано, представува еден вид на хронично чувство на збрканост. АДХД во суштина представува невроразвојно нарушување кое се карактеризира со тешкоти во вниманието, хиперактивност и регулирање на импулсите. Тоа што се вели дека е невроразвојно, тоа значи дека постои биолошка разлика во начинот на функционирање на мозокот кај овие лица и тоа не е поврзано со нивното воспитување, дисциплината или нивниот карактер. Тоа ви е невроразвојна состојба. Што значи тоа? Тоа значи дека самиот мозок е поинаку организиран и постои разлика на кој што функционираат системите за внимание, планирање и саморегулација. И тоа не значи мрзливост, не значи лошо воспитување, не значи недостаток на дисциплина. Тоа е една невробиолошка особеност на која што на начин на кој што функционира мозокот. А кога ќе слушнеме АДХД, многу често помислуваме на немирно дете, но тоа не е немирно дете и дете кое што не може да седи на едно место. Не е АДХД само хиперактивноста и тоа е начин, всушност, на кој што мозокот реагира и го регулира вниманието, импулсите и организацијата. АДХД не исчезнува со растењето.
Да поделиме во две групи. Кога зборуваме, прво на кое што е важно да го кажам дека е АДХД постои од секогаш, во смисла развојно. Не може да има диагноза кај возрасен човек АДХД, а симптомот и проблемот да почнал сега во возрасно доба. Тешко се диагностицира, бидејќи некои можни знаци за АДХД, како слаба концентрација и мотивација или проблеми во врската, можат да бидат знаци за други состојби, како на пример депресија. Тешкотија при диагностицирање е и фактот дека две личности со АДХД немаат подеднакви симптоми. На пример, некои можат да се концентрираат доколку се заинтересирани, а некои пак никако не го можат тоа. Некои се антисоцијални и социјалната интеракција им предизвикува стрес, додека некои се постојано обкружени со луѓе и градат интензивни, но непостојани односи. И главните карактеристики кои што ги има ова нарушување, недостатокот на внимание, хиперактивноста и импулсивноста, секако дека нарушувањето има своји импликации врз академскиот, професионалниот и секојдневниот живот на овие лица. Состојбата често се доживува како педиатриска, односно дека се јавува само во детството, но истата продолжува и понатаму во животот и во текот на адултниот период. Денес се почесто се случува АДХД да се диагностицира и кај возрастни лица, со тоа што тоа значи дека состојбата едноставно не била препознаена порано, а не дека знаците не постоеле. Ако не е диагностицирано претходно, бидејќи сепак да бидеме реални, сега ние и самите сме многу посвесни за диагнозата, многу посигурни и спремни да ја поставиме. Тоа не значи дека проблемите ги немало претходно, меѓутоа фокусот не бил на тоа. Дали родителите не побарале помош, дали не била навремено поставена диагнозата и слично. Во адолесцентната популација многу често ќе забележите доминација на импулсивноста, значи на проблеми во однесувањето и посегнување на психоактивни супстанци, бидејќи организмот има проблем, немаме дадено ние соодветна терапија, не е диагностициран и на некој начин адолесцентите почнуваат во таа возраст да се самомедицираат, злоупотребувајќи психоактивни супстанции, но да разграничам, не значи дека секоја злоупотреба на психоактивни супстанции значи постоење на АДХД и обратно. Сега доаѓаме во возрастна доба. Она како што напоменав, во возрастната доба АДХД постои, тоа не исчезнува магично, меѓутоа ја менува формата. Имате тука успешни луѓе, најчесто многу интелигентни луѓе кои што не можат да ги завршат обврските. Не можат да престигнат со рокови, не можат да се организираат да функционираат. И сето тоа прави проблем. Кога возрастен човек се сомнева дека не е депресија, дека не е анксиозност, дека всушност во основата е АДХД, она кое што е најважно да се напомене дека никогаш АДХД не почнува во возрастно доба. Секогаш постои од најрана возраст и со текот на растењето знаете како некако симптомите се истрошуваат. Можни знаци за АДХД – неорганизираност при извршување на секојдневните обврски до степен кога доаѓа до несакани последици. Постојано неспокојство, состојба во која е невозможно да се опуштите и релаксирате. Ова однесување, кое кај децата се препознава како хиперактивност, кај возрастните се толкува преку зголемена нервоза и тензичност. Бескрајно одолго влекување на извршување на задачи или решавање на проблеми, кои со тоа стануваат уште поголеми. Проблеми да се задржи вниманието. Генетиката може, но и не мора да биде фактор за АДХД. Во глобала да, генетиката игра голема улога и многу важна улога во АДХД. Ако во семејството имаме АДХД, веројатноста детето да има АДХД е многу поголемо. Но тоа не значи дека само генетиката игра улога, иако научните истражувања покажуваат голема поврзаност помеѓу генетиката, генетските фактори и различноста во мрежите на поврзани со допаминот, невротрансмитерот кој што игра основна улога во АДХД, но тука може да се појават како фактори предвремено раѓање, организацијата на мозокот, структурни проблеми, значи структурни оштетувања во мозокот за време на раѓањето, кои што придонесуваат за појава на АДХД. Но она што е важно не значи дека секоја АДХД има генетска основа и не значи дека секоја генетика мора да доведе до појава на АДХД. Едноставно, веројатноста е поголема. АДХД е наследна состојба
Научните истражувања покажуваат дека генетските фактори имаат значајна улога и процентот на наследност е навистина висок, над 75%. Ако еден родител има АДХД, постои голема веројатност и детето да има, но сепак тоа не е целосната слика и срединските фактори имаат своја улога со тоа што повеќе нивното влијание во тоа како ќе се манифестираат самите симптоми. Точната причина за појава на оваа состојба не е целосно позната, но се смета дека улога има средината, проблеми при развојот, предвремено раѓање, но и други фактори. Една од доминантните теории е она кое што наведува дека тешкотиите кај лицата со АДХД се јавуваат поради слабост на екзекутивните функции. Екзекутивните функции се ментални процеси кои ни помагаат да го насочиме, да го организираме и да го регулираме нашето однесување кога сакаме да постигнеме некаква цел. Тука спаѓаат процеси како работна меморија, инхибиторна контрола, когнитивна флексибилност, планирање, расудување и ред други. Не постои една единствена причина за појава на АДХД. АДХД всушност вие комбинација од генетски фактори и невробиолошка основа. Важно е да се каже дека АДХД не се создава од телефони, АДХД не значи лошо воспитување, АДХД не значи конзумација на многу шеќер. Сето тоа се митови. Телефоните можат да ги влошат симптомите. Лошото воспитување на некој начин може да ги потенцира, но не ги предизвикува. Сепак за тоа мора да постои невробиолошка основа. Раниот третман на АДХД значи превенција за понатаму многу други состојби кои што се јавуваат како коморбидитети. Од една страна, од друга страна значи квалитетен начин на функционирање, продуктивни луѓе кои што не доаѓаат на крајот на денот на товар на општеството. Потоа заминуваме, одиме во друга насока кога те помалата популација користиме фитотерапија која што не лекува, но помага. Што представува АДХД кај возрастните и дали постои разлика кај возрастните од АДХД кај децата? АДХД кога велиме што значи? Дефицит во внимание со хиперактивност. Понекогаш ќе го сретнеме како АДД, значи дефицит во внимание. Разликата меѓу АДХД кај возрастни и АДХД кај деца. Кај децата главна, една од почестите карактеристики е хиперактивност. И импулсивност. Кај возрастните, како поминуваат годините, се повеќе таа некоја хиперактивност што има на детска возраст, како да се на некој начин интернализира. Кај возрастните ја немаме во таква форма, или барем не толку изразена, меѓутоа се манифестира со немир, отежната саморегулација, цупкање, потреба да се стане од столче. Значи, ублажена е во однос на симптомите што ги има на детска возраст, но се уште присутна. Можно ли е да не се открила на детска возраст, па да се појавува, тоест да се приметува веќе во подоцнежна возраст? Можно е и да не се открила, може и да се јави подоцна, што не е толку типично. Често пати кога не се открива, АДХД е проблем кој што ретко кога оди сам за себе. Во 80% од ситуациите на лица што имаат дефицит во внимание, имаме така наречени коморбидитети, односно придружни состојби. Обично е тоа анксиозност, депресивност, често пати е зависност, алкохол, супстанции. На детска возраст некои други состојби како oppositional defiant disorder и така натаму. И знае да биде препокриена на некој начин сликата со некоја од овие други коморбидитети. И јас тука би рекла не е дека не ги имале симптомите, меѓутоа фокусот, знаете како, ако имаме млад човек кој што има проблем со зависност, фокусот го ставаме на зависноста. Некако проблемот со дефицит во внимание како да паѓа во втор план. Иако исто така во голема мера им го пореметува квалитетот на живот. Или ако имаме проблем од депресивна природа, како да другите работи имаат
кај одредени, нели, во одредени ситуации, поголем приоритет од АДХД. Или некогаш пак не се препознаени како дефицит во внимание, велиме карактерот му е таков, немирен, темпераментен, расеан, заборавен. Значи го именуваме проблемот со друго име и како да не, тоа не ни дозволува да стасаме до правата вистина. А и го имаме и моментот незнаење. Ова не е проблем за кој што многу се зборува. Иако да кажам, првите 250 години отприлика се поминати од првиот опис на личност со вакви симптоми, меѓутоа да кажам, иако е одамна сето тоа споменато, зборувам званично во литература опишано, сепак, поготово во нашата средина не е многу, не се зборува многу, не се знае и заради тоа останува некако непрепознаено, неевидентирано, не се пружа помош и кога ќе дојдат на поодмината возраст, проблемот изгледа голем, и тука веќе се ориентираат и бараат стручна помош. Иако веќе ги споменавте, кои се знаците кои што најчесто укажуваат дека имаме АДХД кај возрасен? Различни, ајде вака да кажам, и од тоа зависи што доминира. Имаме два типа на АДХД, едниот е хиперактивно импулсивен тип, а другиот е невнимателен и третата форма е всушност комбинација од овие две. Кај возрастни е најчесто комбинација. Со тоа што хиперактивноста како симптом, нели рековме, малку се намалува или се трансформира, доминира невнимателност, делуваат расеани, заборавени. Во зборување честопати имаат тенденција да прекинат. Ако соговорникот зборува долго, немаат капацитет да го дослушаат. Немаат капацитет да сочекаат. Во банка или некаде каде што треба да се чека ред, тоа им е голем проблем. На работното место исто така. Практично им се рефлектира во сите сегменти. Хиперактивноста се трансформира на некој начин во цупкање, во не ги држи место, немирни се. И еден исто така од подоминантните симптоми е импулсивноста. Донесување одлуки брзо, непромислено, трошење пари и за тоа што треба и за тоа што не треба. Практично им го пореметува квалитетот на функционалноста во секојдневното живење, па и квалитетот на секојдневно живење им го пореметува, а при тоа тенденцијата е на тоа да гледаме како на, не знам, карактер или, но не, АДХД не е карактер, е повеќе од. Колку ова може да биде проблем во професионалниот развој? Па е проблем, голем проблем, може да биде голем проблем. Буквално да не ги живеат своите потенцијали. Личност со АДХД, ако не е препознаена и не е соодветно третирана, не го живее својот потенцијал. И тоа во сите сегменти. Не зборувам само професионално. Во професионалната сфера што се случува? Ќе запишат еден факултет, ќе се откажат, ќе запишат друг, ќе се откажат. Или ќе запишат, не знам, курс некој, ќе го поминат тие 6 месеци, 9 месеци и нема да го полагаат на крај, повторно финишот фали. Потоа, незавршените работи, всушност, директно влијаат на сликата за себе, јас не сум окей, не сум доволен. Тука се јавува фрустрација, се јавува стрес. Постојано некоја потреба за покажување, докажување дека ме бива. Тоа може да доведе до брнаут често пати. Многу пати ги одложуваат работите. Значи, и покрај тоа што го имаат целиот ден на располагање, например, за да се спремат еве за телевизиска емисија, они ќе дојдат во последниот момент или малку ќе задоцнат. Во последно време, последниве години, особено телефонот е дистрактор, еден од главните, меѓутоа се може да им одвлече внимание. И едноставно, daydreaming, онака, ќе почнат да си фантазираат, да си размислуваат, да си сонуваат, која ќе се освестат поминало половина час, доцнат и така натаму. И уште една појава има што многу ги попречува, тоа е хиперфокус.
Нивниот мотив, ние не можеме да му кажеме на лице со АДХД мораш тоа да го направиш и он ќе го направи тоа. Не, тоа не оди така. Они делуваат по принцип на мотивираност, односно ако нештото го сакаат, они се комплетно во приказната. Имам впечаток додека вака ни објаснувате, имам впечаток дека имаат проблем со организирање и управување на времето. Да. Генерално со организирање и управување на се, па и на времето. Иако во името се содржи дефицит во внимание, уште една функција во голема мера страда, тоа е така наречена екзекутивна, односно извршните способности. Тоа се највисоките функции. Тука влегува и планирање и организирање на време, антиципирање на последици од постапки и така натаму. Тоа па е посебен проблем. Ако, например, лице имаме со АДХД, утро е, и ако знае дека вечерта во 6 часот треба да оди некаде, а е, да кажеме, 11 часот. Целиот фокус е на тоа што е во 6 часот. Ништо меѓу или нема да биде завршено, или ќе биде делумно завршено, или ќе биде со многу пропусти. И проблем е да го организираат времето, проблем е да ги организираат активностите. Проблем е финансиите да ги организираат. Значи, времето е само еден сегмент. Генерално, организацијата на животот е проблем. Како тоа се одразува на партнерските релации, на семејните релации, колку знае да биде напорно за останатите вклучени во животот на возрасно лице со АДХД? Всушност, проблем е на целото семејство. Проблем е на околината во која општи лицето кој има проблем со АДХД. Ги доживуваат често пати партнерот, се вака пробувам преку примери што ми се вртат низ глава, партнерот често се чувствува, партнерите или партнерка се чувствуваат занемарени. Чувствуваат како да не име гајле, како да не име грижа за ништо. Договорено во толку не се појавиле, не отишле детето да го земаат, задоцниле на родителска. Тоа е потоа станува извор на конфликт, извор на расправи. И доколку не го именуваме проблемот со вистинското име, за партнерската заедница многу страда. Страда под ризик да биде, не знам, односот или нарушен, или прекинат, бидејќи од другата страна партнерот нема чувство дека е лицево со АДХД заинтересирано за него, за домот, за се што прават. Некако сето тоа го припишуваат, ако не знаат, на незаинтересираност. Колку рутините може да помогнат во поглед на справувањето кај лицата возрастни со АДХД? Рутините се една од клучните алатки. Да не речам клучна, ама една од клучните алатки. Што значи тоа? Баш заради тоа што имаат проблем со организација. Рутината им помага да ги извршуваат работите. Ако секој ден во исто време, например, секој ден во исто време одат на работа, да кажеме од 9 до 5, они ќе влезат во рутина и нема толку да доцнат на работа, бидејќи ќе совладаат кога треба да станат, кога треба да влезат да се тушираат, кога кафето, кога да излезат од дома и така натаму. Меѓутоа, во последниве години, сведоци сме дека луѓето многу често имаат таа опција да се работи од дома. Па не знам, фирма од Америка или не знам од каде, и немаат класично работно време. Во тие ситуации имаат голем проблем со ефикасноста. Рутината им помага во се, помага во учење, во извршување на работни задачи. Рутината им помага и во домот, во семејството, дали е со деца, дали е со партнер. И кога ние работиме со лица со АДХД, една од првите тераписки стратегии, зборувам во делот психотерапија. Оно што се препорачува е рационално-емотивна, когнитивно-бихевиорална терапија. Практично, тоа е оно што и ние во когниција го работиме. И рутината е една од првите алатки на кои што ги учиме. Колку кај нас е препознаено, има впечаток дека не е препознаено, има впечаток дека имаме предрасуди и што во моментите кога ги етикетираме тие лица, колку со тоа им одмагаме? Многу. Колку е препознаено, во последни, јас повеќе години
над 3 децении, да не кажувам баш точно колку работам. Некако во последниве години се зборува повеќе на оваа тема. За среќа. Се чини за деца повеќе дека се повеќе за деца, да, повеќе за деца. За возрастни многу помалку, многу помалку. Но еве, како и да е, полека свесноста се гради последниве години наназад и ако кажеме дека секој 40-ти човек во општа популација го има овој проблем, тогаш сепак ќе заклучиме дека многу малку се зборува и многу малку се знае. Ова сепак не е толку ретко колку што ние мислиме дека е. Туку е проблем кој што е скриен зад, нели, она што спомнавме, коморбидитети, и не е препознаен како таков. Колку музиката може да помогне како музичка терапија во поглед на лицата возрастни со АДХД? Бидејќи кај децата има некои истражувања кои што укажуваат дека може да се користи. Кај сите може да се користи, и кај нас, кај сите останати, не само кај оние што имаат проблем од овој вид. Генерално, ајде, убаво што ја допревте оваа тема, некако зборуваме за АДХД само од тој некој негативен аспект. Меѓутоа, лица со АДХД имаат многу украси. Еден од тие е креативноста. Тука влегува музиката, но и сите останати уметности. Колку може да помогне многу. Ова се многу често интуитивни луѓе, креативни луѓе. Ајде да се изразам така, слободоумни. Не толерираат многу стеги, они сакаат да го имаат својот израз. И понекогаш ќе слушнете, да, некојаш има клиенти кои што кажуваат дека им е стварно многу тешко, бијат битки секојдневно и се уморни. Ама некои ќе речат, ако може еден месец барем да сопри, потоа повторно би се вратиле, затоа што таа креативност им е многу значајна. И да, музиката е апсолутно нешто што оди во прилог и може да помогне на лица возрастни лица со овој проблем. Значи, прво би сакала да кажам дека за дијагнозата на АДХД не се користи еден тест кој што ни ја дава самата дијагноза, не е еден, туку користиме комбинација од клиничко интервју, од стандардизирани скали или прашалници што се направени за процена на АДХД и на симптомите на АДХД и невропсихолошки тестови. Тоа е низа на тестови што ние ги користиме при дијагностика на АДХД. Тоа што ни е нас целта е да видиме, да утврдиме дали има испади во когнитивните домени. Тоа се внимание, помнење, екзекутивни функции, визуоспацијални и говорно-јазични функции. Тоа ни е целта да видиме прво дали на функционално ниво има проблем и дали одстапува од нормите за возраст и за образование. Не значи дека ако има проблем, автоматски има АДХД, ама не значи дека ако нема проблем, автоматски нема. И затоа не ни се само тие што ги користиме во дијагностика, туку користиме и скали и користиме и клиничко интервју. Во суштина, нас ни е многу значено клиничкото интервју и тоа ни додава на дијагностичката вредност на тестовите што понатаму ги користиме. Една од најзначајните работи при дијагностика на АДХД, нас ни е во суштина да знаеме кои му се актуелните симптоми на испитуваниот, со што се соочува во моментот и зошто првично доаѓа на тестирање. Вообичаено бараме дали има потешкоти на ниво на внимание, на ниво на концентрација или било кои други когнитивни домени. Сега, дополнително на тоа, бараме дали има семејна анамнеза, односно дали некој член во семејството е претходно дијагностициран со АДХД или дали има слични симптоми кои што не се дијагностицирани. До 12 годишна возраст ни е многу значено ако се појавиле симптомите. Тоа е нешто што ние го викаме развојна анамнеза. Ако се појавиле некаде до 12 плюс минус некоја година, тоа ни е значено понатаму за дијагнозата и секојдневното функционирање на испитуваниот. Дали има проблеми на професионален план, каков бил академскиот успех, дали има прокрастинација, дали имало прокрастинација во детството, каква била дисциплината за време на образованието, дали се жалеле наставници на дисциплината, често тоа ни е добар индикатор, и какви се партнерските односи. Има и возрастни, има и деца што доаѓаат. Се повеќе мене ми е драго искрено што родителите ги забележуваат симптомите и ги упатуваат децата на тестирање со цел да се
даде дијагнозата на крај или да се исклучи можноста дали постои или не постои. Се случува да обично доаѓаат околу 13-14 години ако се деца и тие симптоми веројатно биле постоеле до пред 12 години или пак доаѓаат возрастни. И кога се возрастни се околу 30-40, мислам грубо кажано, не е секогаш така, ама доаѓаат и возрастни. Тие прашалници се во суштина стандардизирани прашалници кои што ги вклучуваат симптомите што се представени кај луѓе со АДХД. Тие симптоми они што ги вклучуваат се земени од DSM многу често или од ICD, што се во суштина книги, материјали во кои што се вклучени сите симптоми што се потребни за дијагностика на АДХД. На тој начин ги прават тестовите, ние ги користиме тие стандардизирани тестови за да утврдиме дали ги има симптомите во секојдневниот живот или не. И ги користиме обавезно заедно со невропсихолошките тестови, не користиме само едното или само другото. Не значи дека мора, ама често го гледаме во рака под рака со анксиозност, со депресија и со адиктивно поведение или злоупотреба на супстанции. Во тие ситуации тоа што го правиме е користиме нешто што се вика диференцијална дијагностика. Тука даваме и дополнителни тестови, односно скала за депресија, скала за анксиозност и тест за процена на личност. Овој тест ни е значен за да видиме дали постои друга проблематика, друга патологија, психопатологија што може да ги предизвика тие симптоми и ова ни помага за утврдување дали постои проблем со зависности. Ако се постави дека има симптоми на АДХД кои што се конзистентни за возрастни или за деца, ако има потреба се препраќа на психолошко советување и на психијатар, затоа што на крај психијатрот е во суштина тој што ја поставува финалната дијагноза, а ние само упатуваме дали има или нема симптоми. Психолошката поддршка во секој случај е добродојдена. Особено кога има бихевиорални проблеми како резултат на АДХД како такво. Често гледаме проблеми во односите со луѓето, проблеми на работа, прокрастинација. Тука е секако добра психолошката поддршка. Сега во однос на лековите најдобро може да зборуваат психијатрите. Тоа што знам дека често луѓето прават, купуваат од соседните држави лекови. Ако им се препишани од психијатар. Психијатрите прилично добро ги комбинираат и анксиолитиците и антидепресивите за регулирање на состојбата. АДХД кај возрастните доста редок. Тоа е невроразвојна дијагноза, што значи дека карактеристиките и знаците на АДХД започнуваат од детството. Сепак, можно е никогаш да не биле дијагностицирани. Постојат многу планови за здрав третман кои им помагаат на возрастните со АДХД да напредуваат на и надвор од работното место. Дугогодишње клиничко искуство и преглед литературе каже да е јако важно да се дијагноза постави што пре у рано детинству, ако su simptomi se razvili u detinjstvu, naravno u adolescentici, ako su se simptomi razvili kasnije, posle 17. godine su kriterijumi za postavljanje dijagnoze ADHD-a kod odraslih, zato što je to u stvari neurorazvojni poremećaj o kome je važno da znaju i roditelji i nastavnici i sami pacijenti. Odnosno, vrlo je važno da odrasla osoba zna da u osnovi njegovog ponašanja nije samo njegova lenjost, nesposobnost, osjećaj manje vrednosti, nego da postoji neurohemijski razlog. Според статистиката, момчињата поверојатно е дека ќе имаат ваква состојба, а често ваквото нарушување е проследено и со друго нарушување на менталното здравје. Ono što treba da znamo jeste da ADHD kod dece i kod odraslih je isti klinički entitet. To nije različit neurorazvojni poremećaj, nego se radi o poremećaju koji menja svoje simptome tokom odrastanja. I ako bi posmatrali
osnovne simptome kao što su poremećaj pažnje, hiperaktivnost, impulsivnost, neprilagođeno ponašanje, poremećaj u socijalnom funkcionisanju, onda bi mogli reći da su ti simptomi kod dece vidljivi. Da su ti simptomi vidljivi za roditelje, vidljivi za nastavnike, za socijalno okruženje, jer su deca nepažljiva, ne mogu da prate nastavu, ustaju tokom nastave, hiperaktivni su, njihova hiperaktivnost se manifestuje kao nemogućnost sedenja na miru, ustajanja, njihova impulsivnost se ispoljava kao nagle reakcije, brze verbalne reakcije, poremećaji pažnje su vidljivi da ne mogu da završe domaći zadatak, da ne mogu da usvoje novo gradivo. Во детството дијагнозата е предоминантна кај момчињата поради тоа што кај момчињата АДХД се изјавува со таа хиперактивност и е позабележана. Тие имаат покрај недостаток на вниманието, импулсивност и изразена хиперактивност. Додека пак кај девојчињата АДХД оди малце поразлично. Повеќе симптомите се потенцирани со недостаток во вниманието и многу од девојчињата за тоа остануваат недијагностицирани, затоа што отсуствува таа хиперактивност која што е видно забележителна. Во возрастна доба буквално бројките на некој начин се изедначуваат. Доколку продолжи и кај возрастните, ваквата состојба може да предизвика повеќе различни проблеми. Нестабилни врски, лош перформанс на работното место, потешкоти при образованието, ниска самодоверба и друго. Ono što treba da kažemo jeste da je ADHD kod dece i kod odraslih isti klinički entitet. Znači, to je neurorazvojni poremećaj kod koga se simptomi menjaju upravo srazmerno odrastanju. Ako su simptomi kod dece izraziti poremećaj pažnje, poremećaj hiperaktivnosti, impulsivnosti, vidljivi za okruženje, za roditelje, za nastavnike i za porodicu, kod odraslih su oni značajno suptilniji, prikriveni. Posledice su kognitivnog i emotivnog razvoja, ali u stvari i razvoja kompenzatornih modela, prikrivanja poremećaj pažnje, poremećaj ponašanja, hiperaktivnosti i tako dalje. I ako posmatramo poremećaj pažnje, kod dece se ona manifestuje kao otežano usvajanje školskog gradiva, zaborave da urade domaće zadatke, zaborave obaveze. Što se tiče hiperaktivnosti, oni su nemirni, ne drži ih mesto, ustaju, prekidaju, impulsivne, emotivne reakcije, naglo zaplaču, svađaju se, konfliktne situacije sa vršnjacima, roditeljima, njihovo socijalno okruženje ih već etiketira kao nemirnu, neposlušnu decu, a kad posmatramo odrasle sa dijagnozom ADHD, oni su uspeli da naprave neke svoje kompenzatorne modele. Naravno da imaju poremećaj pažnje, naravno da imaju poremećaje kontrole vremena, zaboravljaju radne obaveze, zaboravljaju zadatke, nedovoljno su funkcionalni na poslu, otežano usvajaju akademska znanja i tako dalje. Njihova hiperaktivnost je mnogo suptilnija. Ona se manifestuje kao unutrašnja napetost, kao stalni nemir, kao agitiranost, nemogućnost kontrole impulsa, sitna motorna ispoljavanja kao lupkanje, cupkanje i tako dalje. Impulsivna ponašanja se ispoljavaju kao socijalno neprilagođena ponašanja, manjak socijalnih inhibicija, relativno neprimereno ponašanje u partnerskim odnosima, kompulsivno trošenje novca. Partner koji ima dijagnozu istrajati na psihoterapiji, na kognitivnom treningu, piće lekove onoliko koliko i u dozi koliko određuje psihijatar i radit će na tome da navežbane nove funkcije svaki dan prikazuje svom partneru i tako dalje. To će značajno produbiti njihove odnose.
Често на тој начин ги носат и одлуките, со тоа што не размислуваат некогаш за последиците кои таа одлука може да ги донесе. И имаат проблем со одложување на задоволство, односно секогаш сакаат моментално наградување. Со тоа што ако се најдат во ситуација да треба да одберат дали сакаат да добијат нешто веднаш, но да биде помало, или пак да го добијат истото во многу поголема количина, но малку подоцна, тие секогаш ќе одберат првата опција. Проблемот е што ваквата состојба најчесто се дијагностицира кај возрастните, а нејзините симптоми се понагласени и повоочливи кај децата. Кај возрастната популација може да дојде до намалување и контролирање на хиперактивноста, но сепак да останат проблемите со импулсивноста, немирот, потешкоти со фокусирање и обрнување внимание. Pa taj osjećaj da nisam dovoljno dobar je u stvari jedan vrlo dramatičan osjećaj zato što je posljedica u stvari iskustvenih doživljaja. Речиси секој од нас има дел од набројаните симптоми во даден момент од животот. Ако тие се нагласени од неодамна или се појавуваат само понекогаш, тогаш најверојатно не станува збор за синдромот на невнимание и хиперактивност. Дијагнозата подразбира силна нагласеност и постојаност на симптомите и нивно попречување на секојдневното функционирање. I ta potreba da ostvariš, uradiš, da završiš posao, a imaš strah da to nećeš uspeti, stalno te sputava i razvije jedan doživljaj, jedno iracionalno uverenje. Ne pravim ja greške, ja sam greška. Ja sam loš i ja sam greška. Znači, to je ta negativna kognitivno-emotivna šema o identitetu i nepoverenje u samoga sebe. Најчесто тие симптоми биле присутни и во детството или раните тинејџерски години. Oni imaju tu sekundarnu anksioznost, strah od neuspeha i njihova prokrastinacija nije klasičan klinički simptom koji nađemo kod psihijatrijskih bolesnika, nego je to u stvari strah od neuspeha. Godinama vi slušate da niste dovoljno dobri, da ste manje vredni, da ne uspevate da ostvarite očekivanja okruženja i vi počinjete da sumnjate u sebe i da internalizujete tu stvari negativnu, kognitivno-emotivnu šemu identiteta. I onda ste bespomoćni, depresivni. I opet, circulus viciosus, intenziviraju se simptomi ADHD-a i vaša osjećaj niže vrednosti, manjak samopouzdanja u stvari pokazuje da vi opet grešite, opet niste uspeli. Дијагностицирањето на оваа состојба кај возрастните лица може да биде отежнато, бидејќи симптомите се слични како и со некои други состојби – депресија, анксиозност, хроничен стрес и слично. Anksioznost, depresija i nisko samopouzdanje su veoma česti klinički znaci koji prate ovu dijagnozu i odrasle sa tom dijagnozom i mislim da su u osnovi, recimo, anksioznosti u stvari stalna anticipatorna anksioznost koja se razlikuje od klasične kliničke slike anksioznog poremećaja. Oni stalno imaju anticipaciju i u iskustvu da ne mogu, da ne uspeju, da ne kontrolišu, da će biti stigmatizovani, da će biti grđeni, da će ih etiketirati kao manje vredne, nesposobne i tako dalje. I te dugogodišnje etikete postaju internalizovane i ljudi prestaju da veruju u svoje kapacitete, budu stalno anksiozno napeti. To je neka, mogla bi se posmatrati kao sekundarna anksioznost, strah od neuspeha i to je jedan začarani krug. Znači, imate zadatak, vi ga ne uradite, kritika, neuspeh,
osjećaj anksioznosti, manje vrednosti i tako u cirkulus viciozus ide odlaganje, intenziviranje pravih simptoma koji jesu neurorazvojni simptomi koji su posljedica manjka određenih neurotransmitera koji su odgovorni za prenošenje informacije baš za one delove mozga koji su odgovorni za naše egzekutivne izvršne funkcije, za pažnju, za koncentraciju, za upravljanje vremenom, za plan i organizaciju. I upravo iz tog razloga ta situaciona anksioznost stalno pobuđuje centralni nervni sistem i može se dogoditi čak da u toku takve ekscitacije ovi pacijenti ili osobe sa ADHD-om imaju kliničku sliku hiperfokusa i tada su posebno motivisani, tada su spremni da ulože poseban napor. Протоколот на дијагностицирање вклучува неколку фази. Terapijski protokol podrazumeva psihijatrijski pregled, neuropsihološku procenu, potvrdu dijagnoze i ako je dijagnoza potvrđena, mogućnost medikamentozne terapije, behavioralne terapije i kognitivnog treninga. Medikamentozna terapija znači dodatak stimulansa ili nestimulansnih lekova koje će odrediti naravno neuropsihijatar. Mi kao neuropsiholozi ćemo pomoći postavljanju dijagnoze i organizovat ćemo kognitivni behavioralni trening egzekutivnih funkcija. Egzekutivnih funkcija u smislu upravo trening planiranja, pažnje, koncentracije, izvršnih funkcija, upravljanje vremenom, metakognicije i tako dalje. Dodatno, jako je važno, KBT psihoterapija, jedna kognitivno-behavioralna psihoterapija koja će odraditi na prihvatanju sebe. Постојат и некои показатели дека здравите животни навики, особено редовната физичка активност, исто така имаат позитивно влијание врз вниманието и регулацијата на однесувањето. Но поентата на сите овие интервенции, сите овие стратегии и пристапи е секако да направат лицето да биде што пофункционално и на тој начин да го искористи својот потенцијал во која и да е сфера. Музикотерапијата се користи како современ и докажан вид третман. Музиката обезбедува структура и ритам во мозокот, обезбедувајќи му да остане на една линеарна патека. Музиката ги пали синапсите преку стимулирањето на лачање допамин, невротрансмитер неопходен за регулирање на вниманието, работната меморија и мотивацијата. Време за артикулација. Периодот во третманот на ADHD многу се разликува од регион во регион. Како и кај секоја друга хронична состојба, раната дијагноза и третман може да помогнат во контролирањето со симптомите. Лековите се важни, често дополнителни со когнитивна бихевиорална терапија, која има за цел да помогне подобро да се структурира животот. Други елементи може да вклучуваат работна терапија, спорт и групи за самопомош. Тоа беше се што ви подготвивме и во рамките на оваа емисија. Довидување!